Библиска доктрина. Оваа тромесечие ќе проучаваме тематиката растење во односот со Бога. Четврток, 11 јуни. Да го видиме Исуса. Дали некогаш сте посакале да го видите Исуса во момент кога се чувствувате обесхрабрено? Замислете се себе си во следниот сон. Ми изгледаше дека седам крајно очајна. Со раце го бев покрила лицето и размислував. Кога Исус би бил на земјата, би отишла кај него, би паднала пред неговите нозе и би му ги изнела сите своји страдања. Тој не би го свртел своето лице од мене. Тој би се смилувал над мене, а јас би го сакала и секогаш би му служела. Во тој миг се отвори вратата и влезе една личност со прекрасен изглед и облик. Ме погледа сочувствително и рече: "Сакаш ли да го видиш Исуса? Тој е овде и ако навистина сакаш, можеш да го видиш. Земи се што имаш и тргни по мене." Го слушав ова со неискажлива радост. Весело го собрав мојот мал имот, секоја вредна ситница и тргнав по мојот водач. Тој ме поведе по едни стрмни и навидум несигурни скалива. Кога почнав да се качувам, тој ме предупреди мојот поглед постојано да биде вперен нагоре, за да не добијам вртоглавица и да паднам. Многу други, што се искачувале по овие скалила, паднале пред да стигнат до врвот. Најпосле, стигнавме до последното скалило и застанавме пред една врата. Тука, мојот водач ми наложи да ги оставам сите работи што ги понесов со себе. Јас радосно ги спуштив, а тој ја отвори вратата и ме повика да влезам внатре. Во истиот момент се најдов пред Исуса. Толку прекрасно лице, толку благонаглонет израз и величество. Без никаков сомнеш, не можеше да има никој друг. Додека ме наблюдуваше со својот прониклив поглед, одеднаш сватив дека му се познати сите околности на мојот живот и сите мои скриени мисли и чувства. Се обидов да се зацкријам од неговиот прониклив поглед, чувствувајќи се неспособна да ги поднесам тие испитувачки очи. Но тој се приближи со насмевка и ставејќи ја својата рака на мојата глава ми рече: "Не плаши се." На звукот на неговиот мил глас, моето срце затрепери од среќа, каква што никогаш дотогаш не сум почувствувала. Од преголема радост, не можев да изговорам ниту еден збор и совладана со чувство на неискажлива среќа, паднав пред неговите нозе. Додека така безпомошно лежев, пред мене се менуваа сцени на убавина и слава и ми се причини дека веќе се наоѓам во сигурноста и мирот на небото. Најпосле ми се врати силата и јас станав. Исусовите очи, полни со љубов, се уште ме наблюдуваа, а неговата насмевка ми ја исполнуваше мојата душа со радост. Неговото присуство будеше во мене света стравопочит и неискажлива љубов. Овој сон ми влеа надеж и вера, а во мојата душа до тогаш, обземена од темнина, почна да се буди свест за убавината и едноставноста на довербата во Бога. Елен Вајт, Рани списи, страна 79 до 81. Среде животните пречки и неуспеси треба да се сосредоточиме на Исуса и на сето она што тој ни го открил за Божјата љубов кон нас. Каква надеж можете да најдете за себе дури и сега во она што е напишано во текстот во Римјаните 8 глава 18 стих и во Римјаните 8 глава 28 стих. Римјаните 8:18. Зашто сметам дека страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата која ќе ни се открие нам. Римјаните 8:28. Но знаеме дека сите работи судејствуваат за добро на оние кои го љубат Бога, кои се повикани по неговата намера.